организација со повод со 30 години од основањето на Институтот за македонски јазик Крстен Мисипов во Скопје и 120 години од објавувањето на книгата за македонски работи од Крстен Мисипов. Институтот за македонски јазик Крстен Мисипов во Скопје со своето постоење и делување изминатите 7 децении стана стожер на чувањето и афирмацијата на македонскиот јазик. Во своето постоење, Институтот за македонски јазик Крстен Мисипов ги има истражувано и македонските дијалекти во Албанија и има објавено и книги за јазикот и традициите на македонците во Албанија. Во изминатите години со Институтот за македонски јазик Крстен Мисипов и директорката Елена Јованова Кјуревска имавме плодна соработка и реализиравме повеќе активности во Албанија. Тука би ги споменал заедничките активности на Македонското друштво Сонце со Институтот за македонски јазик Крстен Мисипов, кога во ноември 2018 година во Корча, Република Албанија, по просториите на округот Корча, организиравме промоција на 4 книги на македонски јазик издадени од Институтот, поврзани со јазикот и традициите на македонците во Албанија, и тоа Говорот на македонците во Мала Преспа од Гоце Стефановски, Голо брдо од рускиот автор Андрој Сополев, како и записите од мојот крај и поезија и проза од мојот крај од авторот Крисанта Јанкова во Мала Преспа. Потоа заедно со професорот на Институтот за македонски јазик Крстен Мисипов имаме организирано посета и теренски истражувања во селото во Коштица во Корча и во областа на Мала Преспа. Заедно со македонскиот амбасадор во Албанија Танчо Марковски, на два пати имаме организирани предавања на професори на Институтот за македонски јазик, наменети за наставниците што предаваат предмети на македонски јазик во основните и средното училиште во општина Кустица. Работата каде за масата повод 100 годишнината од раѓањето на Блаже Комески во музејот на познатиот писател од македонското потекло Стере Спасово во Борчини, општина Кустица, како и обележување на денот на македонскиот јазик и 100 годишнината од раѓањето на Блаже Комески во училиштето Трајан Георгиевски и Митрој Колевски во општина Кустица. Се надевам дека нашата соработка со Институтот за македонски јазик Крстен Мисипов ќе продолжи во иднина, посебно со теренски истражувања за говорните наречи во областите на Мала Преспа, Голобрд, Гора, Врвик и другите делови кои што живеат македонците во Албанија и во делот на книгоиздавателството, и за ова се надевам дека Институтот ќе има повеќе подршка од надлежните институции од Република Македонија. Македонците во Албанија го чуваат и негуваат својот мајчин македонски јазик наставен со векови. Македонците во Република Албанија живеат во 50 на села долж албанско-македонската граница во областите на Мала Преспа, Голобрд, Гора, Полјеви, Долни Дебар и неколку села во околината на Корча, Подградец и Билиште. Македонци, овие области попаднале под албанската држава во 1920 година, кога бе воспоставени конечните граници на Албанија од страна на Меѓународната комисија за разграничување на границата. Освен селата, македонците се поделени во поголемите градови на Албанија. Македонците во Албанија представуваат домородно население во нивните населби во неколку етнички предели. Добар дел од македонците ја задржале својата етничка структура, јазикот, устната фолклорна традиција и локалната народна носија, како невербален символ на етнички идентитет. Јазикот е македонски, со специфични црти на северозападните и југозападните македонски говори. И тоа во Горански говор, во Голобрдо, Дебарски, Голобрдски, Дреполски говор, во Корчанско, Бобоштенски говор, во село Врвик, во Костурски околија, Деволска област, денеска Врвнички говор, во Мала Преспа, Западно Преспански, во селата Лин и Тушемишка, Струмички, Охридски и така натаму. Македонците во Втората светска војна го искористија историскиот момент и се вклучија во антифашистичката народно-ослободителна војна на Албанија и заедно со албанските партизани го поразија фашизмот во Албанија. Врз основа на пожртвуваноста на македонските партизани во антифашистичката војна во Албанија во Втората светска војна, уште 1940 година македонците беа признати како национално малцинство во Мала Преспа и селото Врвик во Деволската област, во округот Корча и областа Голобрдо во округот Дебар. Во овие области македонците во Албанија го стекнаа правото на образование на мајчин македонски јазик, а за македонците во Албанија се возможи развој на македонската култура и традиција. За жал во областа Голобрдо училиштето на македонски јазик беа дозволени до 1949 година, а во областа Мала Преспа и селото Врвник во Деволската област училиштето на македонски јазик не бе затворено. Благодарение на залагањето на македонскиот амбасадор во Албанија, Танчо Марковски, од идната 2024 година, академска година на Универзитетот Фан Ноли во Корча, Факултетот за албански јазик ќе може како подпредмет по избор да се изучува македонскиот јазик и култура
во рамките на новата програма Албански јазик и književnost и јазик од културата на малцинствата. На добар пат е покано да функционира и дека работа во Тирана. Денес македонскиот јазик се изучува во областите на Мала Преспа, непрекинато веќе 79 години. Тука според законската регулатива до 9-то ведение наставата 60% се одвива на македонски јазик, додека во средно образование се изучува и предметот македонски јазик. Современите состојби бараат да се преземат чекори и изучување на македонскиот јазик на сега каде што живеат македонците во Албанија. Единствената партија на македонците во Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција, како и македонските движенија дадат голем придонес во зачувувањето на македонски јазик преку организирање на македонски курсеви во повеќе градови и области во Албанија. И затоа бараме помош од албанската, но и од македонската влада за учење на мајчинот македонски јазик во сите населени места во Албанија каде што живеат македонци. Со донесување на подзаконските акти за Законот за заштита на правата на националните малцинства во Албанија, очекуваме македонскиот јазик да се учи на цела територија на Албанија каде што живеат македонци. Македонскиот јазик е богатство на културата и идентитетот на македонците во Албанија. За македонците во Албанија е важно да имаат можност да го изучуваат, да го студираат и да го користат мајчинот македонски јазик без дискриминација. Уште еднаш се честитам со 40 години основањето на Институтот за македонски јазик Крстин Сирков и 120 години од објавувањето на книгата за македонските работи од Крстин Сирков. Да го чуваме македонскиот јазик и јазика, да ја негуваме македонската култура и традиција. Благодарам.